Здраво, деца! Еве повторно со нова приказна. Денес ќе ви ја раскажам приказната Волшебникот од Оз. Да почнеме. Дороти беше едно девојче што живееше некаде во Канзас со своите вујко Хенри и вујна Ема. Тие имаа една малечка куќа. Дороти имаше и едно малечко сиво куче Тото, кое насекаде одеше со неа. Еден ден фати силна бура. Вујна Ема виде каква опасност доаѓа. Дороти, бегај во визбата, викаше таа на цел глас. Дороти го грабна Тото во раце и трбна по вујна. Почувствува дека целата куќа се искачува нагоре како балон. По неколку часа куќата престана да се движи, а тие се најдоа во една убава земја. Додека Дороти гледаше во необичните нешта околу себе, забележа една група чудни луѓе како и доаѓаат во пресрет. Добре дојде, ние сме ти благодарни, и рекоа едни чудни луѓе. Дороти се зачуди. Тие уби лошата вештерка од исток и објасни добрата вештерка од север. Ама јас не убив никого, рече Дороти. Твојата куќа ја уби, рече добрата вештерка од север, покажувајќи го едниот агол на куќата од под, кој се гледаа еден чифт нозе со сребрени чевли. Дороти почнала плаче. Сакаше да се врати во Канзас. Обличи ги овие црвени чевлички и тргни по жолтиот пат од Тули и пронајде го волшебникот од Оз, кој е во смарагниот град. Тој ќе ти помогне да се вратиш во Канзас, и рече добрата вештерка од север на Дороти. По пат, Дороти сретна едно страшило, кое беше тажно, бидејќи беше направено од слама и немаше мозок. Дороти му рече да дојде со неа кај волшебникот од Оз, за тој да му даде мозок. По пат сретна и еден човек од метал. Тој беше тажен затоа што немаше срце, па реши да појде заедно со Дороти и со сламениот човек кај волшебникот од Оз за тој да му даде срце. Удејќи по пат сретнаа еден лав. Тој беше целиот исплашен и срамежлив. Каде ќе одите сите? Праша лавот. Одиме кај Оз, дојди и ти со нас, можеби тој ќе ти даде храброст, му рече Дороти на лавот. И така, лавот појде со нив во смарагниот град. Но волшебникот од Оз беше лажго, кој им рече дека ќе добијат се што сакаат ако ја убијат лошата вештерка од запад. Тие ја пронајдоа лошата вештерка од запад и случајно ја испрскаа со вода. Од водата таа се растопи и тоа беше крајот на владеењето на лошата вештерка од запад. Тие се вратија кај волшебникот од Оз, а тој им кажа дека не е волшебник, но дека сламениот човек, човекот од Лим и лавот веќе имаат се што им треба. Но Дороти не можеше да ја врати во Канзас. Во меѓувреме, тие се сретнаа со добрата вештерка од југ. Тропни со твоите црвени чевлички 3 пати и можеш да одиш каде што ќе посакаш, и рече вештерката. Дороти се поздрави со своите пријатели за раздолба и го направи тоа што и го рече добрата вештерка од југ. Еден виор од ветер и ги врати неа и Тото во Канзас. Толку сум среќна што сум дома, зборуваше Дороти додека ги гушкаше вујко Хенри и вујна Ема, кои беа пресрекни што видоа дека Дороти се врати дома. Тоа беше приказната Волшебникот од Оз. Доколку ви се допадна, стиснете лајк и сабскрајб и очекувајте нова приказна.